Добро утро, секој утро почитувани. Овие последни минути низ нашата утринска програма ќе разговараме, како што јас кажав и во самата најава ова утро, за она што сите не згрози целата јавност, каде што преку видео снимка видовме како родител е насилен врз своето 4-годишно девојче, кое што сигурно дека ќе има последици понатаму, но тоа подобро ќе ни го објасни психотерапевтот или нашата гостинка ова утро Розета Паскали. За агресивното родителство ќе зборуваме, за жал, меѓутоа мора да зборуваме. Не можеме да не споменеме и да не го кажеме тоа и како да се спречи домашното насилство врз децата, дали постои начин. Меѓутоа прво добро утро и добре ни дојдовте, Розета Паскали, уште еднаш психотерапевт. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Иако ова не се убави теми, меѓутоа е важно да се зборува за да се работи на превенција пред се и развивање на свесност дека се случува тоа. Да не замешуваме. Сигурно дека жалам што ќе го кажам тоа, но можеби има и во други домови за кои што се уште ние не знаеме, меѓутоа еве како постои начин да се дознае за тоа, затоа што сепак стравот постои, предпоставувам, и кај мајката и кај сопругата од понатамошната иднина или како ќе реагира сопругот или дали ќе реагираат институциите, и сето тоа е поврзано, си има свое, меѓутоа ете на начинот на кој што тоа го стори, сепак институциите си го направија своето и сега родителот е во притвор. Ајде ќе зборуваме за тоа зошто родителите имаат токму таква агресија, каква што за жал имавме можност да погледнеме сите и бевме секако како емпатични, како родители, како мајки, татковци, згрозени од тоа, сите оние луѓе кои што се, да кажам, нормални со едно големо количество на емпатија. Па дури сега еве сакаме да се помогне и на девојчињата за понатамошниот нивни развој и тек на живот. Па не може да се каже дека има една причина поради што некој родител би бил агресивен и насилен кон своето дете. Веројатно има повеќе фактори кои влијаеле да дојде до тој степен на нервоза и агресија која ќе изрази со насилство. Родителот веројатно постојат повеќе фактори, тука секако е некоја тензија која долго време траела во домот, сигурно не е еден настан што предизвикува толку екстремна агресија. Веројатно имало нешто што научил и како мал можеби дека тоа е начинот за справување, кога не може да контролира некого или нешто, на друг начин ќе го контролира преку сила. Може, значи, да извоиме фактор дека и тој бил живеел во семејство девијантно, да кажеме, со такви. Може како предпоставка се каже дека е нешто што е научено, но може да биде едноставно одраз на неговата немоќ и незнаење како поинаку. Едноставно нема доволно родителски капацитети развиени за да се справи со дадената ситуација кога некое дете, нели, како и секое дете, не може да биде секогаш послушно, него едноставно енергијата ги носи децата и сакаат да пробуваат, да бидат љубопитни, сакаат да таа енергија што ја носат од себе, баш така е, да бидат слободни во тоа. Тука е родителот да го насочува детето, но на многу поинаков начин. Предпоставувам дека овој родител, а и многу други кои одлучуваат дека тоа е најдобриот начин или па едноставно не знаат како поинаку да се справат со своите деца, па со заплашување, со закани, со тепање, со она физичко насилство, го користат тоа за да моментално се смири ситуацијата. Секако дека тоа не е решение, нема да смени нешто значајно, напротив ќе се создаде голема несигурност, недоверба во целото семејство, не само кај детето. Стравот се шири, непријатност, недоверба, што воопшто не е добра атмосфера за растење и подигање на деца. Не е добро ни за возрастните, ниту пак за таа жена, сопруга,
која не знам колку... Го гледа тоа пред своите очи, да? Го гледа тоа колку може би и таа била жртва, не знам. Не сум информирана дали предходно таа нешто пријавувала за себе, меѓутоа има ситуации каде што, нели, оној што е насилен и кон жената и кон децата. Чи тоа е неговиот начин како да ги држи работите под контрола, со страфи, со закани. Еве неколку кажавме, можеби, или кои се оние фактори, еве според вашето долгогодишно, да кажам, искуство, кое што допринесува еден човек да нема емпатија, да нема жал во моментот, да не го боли, да кажам, да се изразам, душата за своето дете, за на таков начин употреби и насилство. Сите ние знаеме дека во поранишните години се употребувале начини на воспитување, можеби со ќотек, меѓутоа секако било во многу поблага форма на некаков си начин, знаеме, и тоа имаме и видеа, сме ги гледале. Меѓутоа, ова е едно крвничко, да кажам, тепање на свое родено дете, и тука воопшто не се чувствува дека таткото има било каква емпатија кон своето дете или љубов, да си имало љубов, тоа никогаш не би го сторил најверојатно. Зошто се јавува толку голема агресија кај еден човек? Кој може да биде факторот и причинителот за такво нешто? Или едноставно може би тие луѓе такви се раѓаат ли, што? Дека се раѓаат, не би рекла. Не е тоа нешто што е генетски наследно или предодредено, но веројатно потекнува од тоа како бил воспитуван тој човек и што научил од мал. Веројатно е тоа нешто што е одлучувачко, но нели тука треба се земат и сите социјални фактори околу него, каде живее, со кого живее и се тоа што е сега. Како бил текот на животот? Она што го научил како да се справува во било која ситуација, дали дома или на работа или со пријатели, роднини, е нешто што го научил од дома, од мал. Како да се справува со непријатни ситуации, каде што не знае како, каде што се чувствува немоќен. И мисли си вели најдоброто решение е ќотекот за детето. Иако изгледа вака како контрадикторно, дека он покажува сила, а всушност позадината на тоа е немоќ, незнање како. Но за да не се покаже тоа, нели, тука доаѓа до израз неговата физичка сила. Сега ме интересира дали вие сте имале вакво искуство во вашата пракса, дали сте работеле со родители кои што биле насилни кон своите деца и слично, и кои се, еве според вас, дали тие со работа со психолог, со психијатри, така натаму, може да се променат во своето однесување, и еве да посочиме, ако ништо друго, некаков пример кој што може би ќе ви дојде во моментот во сеќавање. Па да, секако во мојата приватна пракса и претходно од моето долгогодишно искуство во Центарот за социјални работи и тоа како сум имала можност да разговарам со сите тие жртви на семејно насилство, но и со сторителите. Некогаш станува збор за психопатска структура, каде што навистина нема емпатија, но и психопатската структура е нешто што се развива од мали нозе. Не е нешто поради некоја актуелна криза во семејството. Се губат сите чувства на добро. Да. Некогаш е тоа. Некогаш е долгогодишни нерешени проблеми кои постојано го притискаат човекот, што не дека е оправдување, меѓутоа е еден од факторите што доведува до такво однесување. Некогаш е лично незадоволство кое не може да го реши, не може да се справи со тоа, па таа лутина ја манифестира, нели, кон другите. Каде што не треба. Па баш така, не го решава она што од што е незадоволен, туку ја манифестира лутината кон нешто друго. Кон некој што е недолжен за такво нешто да трпи во животот. Во Центарот секојдневно и се зголемува бројката, за жал, на жени и деца жртви на семејно насилство. Некои последни статистики се годишно дека над 1200 има нови пријавени жени,
кои пријавуваат и поголемиот дел од нив имаат официјална пресуда во однос на сторителите дека е извршено семено насилство, што не е мала бројка, зашто се нови, не е оно што се повторуваат, па тоа е некоја константна бројка, него се нови случаи пријавуваат. Ете, државата обезбедила шелтер кој обезбедува некое привремено решение и заштита на жените и децата кои се жртви на семено насилство, иако обвинителот има право во дадени ситуации да го отстрани, законски нели е дозволено, да го отстрани сторителот од домот, што според мене е и поправилно. Затоа што и тоа како е стресна ситуацијата, самата ситуација во која се случило семејното насилство и за жената и за детето. Сега зборувам само како е да тоа секогаш мажот, иако имало и обратни ситуации, но најголемиот дел, за жал, е од машката популација во однос на сторители на семено насилство. Обвинителот има право да го отстрани од домот сторителот, за да нема повеќе последици и да ги заштити, нели, да одреди одредени мерки во однос на сторителот, да има забрана во однос на доближување на жената, на децата за одреден период. Во тој период треба да се работи со сторителот во однос на дали е потребна психијатриска помош, психолошко советување или се, нели, за да се ресоциализира, да се реши во однос на тоа такво негово однесување. За жал, многу ретко тоа го применуваат обвинителите кај нас. Јас знам до сега за затоа имаме проблеми и последици. Па да, најчесто жената излегува од домот или оди кај своите родители или пријатели или во шелтерот кој го обезбедува државата. Но за жал морам да напоменам, поради тоа имаме и смртни исходи во барем ако ништо друго и изминатата година се случија, сме сведоци и така натаму. Затоа треба навреме да се превенира се и да се реагира за да не дојде до, не дај Боже, до такво нешто, меѓутоа се случува. Добро е кога, без разлика дали сторителот после стореното, нели, се освести, дали со помош на психијатар или некој близок кој, нели, ќе укаже дека не може така, или жртвата која ќе реагира и еве во овој случај пријавува, сака да се реши тоа конечно. Јас верувам дека ова не бил еден инцидент и дека имало наназад и тоа како долго време се прелила чашата. Имало вакви ситуации, кога не се чека да се дојде до овој момент или што викате до убиство, нели, кога веќе навистина се прелила чашата и некој, мораме да бидеме искрени и тоа да го споменеме, да. Но кога не се чека до тој момент, тогаш и последиците се помали и во однос на жртвите и во однос, нели, на децата кои кога тоа континуирано го гледат и тоа како има влијание врз растот и развојот, психичкиот развој на тие деца. Што значи дека од сето ова ќе донесеме заклучок дека за жал овие родители кои што вршат семејно насилство и врз своите сопруги, деца поготово, и тоа од толку мала 4 годишна возраст, без разлика на возраста, меѓутоа сепак станува збор за се уште мало девојче кое што е едно детенце и сака да се радува на играчките, да појде по играчките и да добие еден таков ќотек, да се изразам, да биде таткото толку насилен кон него, има последици, се гледа и на нели физичката структура на девојчето, видливи се сите оние повреди кои што ги има добиено, меѓутоа кога зборуваме за физичкото, сега тука и се наметнува прашањето како тие деца, ние велиме кога децата се сведоци на семејно насилство, кога сопругот врши семејно насилство врз сопругата, па сето тоа толку ментално влијае психички врз децата, а сега сигурно дека има и двете страни, се врши насилство и лично врз детето. Како детето сето тоа според вас во понатамошниот развој, затоа што нели велиме и барем ако ништо друго знаеме дека траумите доаѓаат и може малку и подоцна потоа во животот. Сеќавањата се враќаат. Ќе се носи тоа цел живот. Не може тоа да се избреже. Траумата е нешто што не можеме да го избришеме, да го заборавиме. Едноставно, дури влијае и на карактерната структура на
човекот кој понатаму, нели, од тоа дете кога се развива возрастна личност, влие и на формирањето на карактерната структура. Жалам за тие деца што имаат такви секоја траума доживеана особено на помала возраст и тоа како го одредува понатамошното функционирање, односно нефункционирање и инхибираност и постојано присуство на стравови и несигурност во себе, анксиозност и ред други симптоми кои може да се јават и кои верувам дека нема да бидат краткотрајни. И тоа како треба да се работи со тие деца кои биле сведоци или жртви на вакво насилство и потребна им е сигурно психолошка помош и советување да се обезбеди, нели, тоа истото и на мајката која би требало во овој случај да биде некој што би им овозможил заштита и сигурност. Таа, нели, пријавила, да, но што понатаму сега? Нели, што су тие деца кои и тоа како се чувствуваат несигурно, небезбедно. Ние сме сведоци на 4-годишното девојче, меѓутоа тука живеат уште плюс 2 девојчиња кои што се повозрастни, да кажам повозрастни во разлика 2 години, 7 и 9 мислам. Што не знаеме дали и тие исто така се дел од ова насилство, меѓутоа психолошката поддршка ќе биде потребна сега и ќе се откријат, нели, сите можни детали ќе испливаат сега како тие живееле токму со овој насилник со кој што живееле, така да се изразам. Добро би било ако може тоа да го обезбеди или Центарот за социјални работи или некои други организации да се обезбеди токму за жртвите на семејно насилство што порано. Психолошка помош и поддршка. Така. Во текот на живењето, да, се соочуваме, гледаме информации, кажавте, статистиката покажува дека се повеќе има насилство во домовите. Дали вие како психотерапевти, еве барем најголемата причина ја знаете зошто е тоа така? Од сите можни разговори до сега? Пак ќе кажам, или ваши состаноци и така натаму? Една причина, на секогаш е индивидуално. Верувам, да, меѓутоа е најголемиот фактор. Најголем дел од причините се поврзани со она што го има личноста како искуство до сега. Своите неуспеси, своето лично незадоволство, своето... Тоа значи дека се тешки фрустрации и комплекси кои се ги лечат на ваков за жал начин. Па да, веројатно во најголемиот дел од случаи, пак ќе кажам, за некои случаи навистина станува збор за психопатска структура на личност. За да се така си е во текот на дојде до таква ситуација, нели, воопшто и да не помисли на тоа како се чувствува неговото дете. И тоа, нели, ако се случи еднаш, па ако веќе се коригира, нели, да има грижа на совест, што би било природно човечки, да кажем. Но ако тоа се повторува, веројатно станува збор за психопатска структура на личност. За жал. Не можам да кажам сигурно за овој случај, бидејќи, нели, не го познавам човекот, но во многу ситуации наназад се покажало дека психопатски црти постојат, дека тие психопатски црти кои што велиме дека постојат, се извинувам, мора тука да разјасниме. Тие луѓе надвор се во околината, шетаат, живеат нормално? Секаде околу нас може да има некој таков што има едно лице на работа, друго лице дома. Не можеме да знаеме точно, нели, како луѓето функционираат. Дали можеме да ги препознаеме барем по нешто? Или се вешти манипулатори? Генерално, психопатите се вешти манипулатори и тоа како забележуваат што вие сакате, што не сакате да слушнете од нив, внимаваат на тоа што покажуваат и што кажуваат пред вас, што дома, што пред познат и што пред непознат човек, се тоа некако испланирано со структура и план. Нели, за жал, нема тука многу простор за чувства. Така. Дури, еве, ако ништо друго ќе посечам, кога сме кај тие
психопати или да ги наречеме така, да не бидеме толку благи со веќе психопати. Имаше во Хрватска сега еден случај каде што е нарачател на убиство на своја бивша сопруга, некој што е професионален војник и тоа во гардата хрватска. Уапсене, меѓутоа значи тој психопат постоел како лице кое што треба кое што државата го почитува така. И е дел од самиот систем како гардист. Сакам да кажам дека ги има на секаде. Тоа ми беше и дури и во полиција и во армија и во не значи дека ако носи оружје некој е и тоа како психички стабилен. За жал, нели, тоа не е доказ дека некој направил проценка. Како ги поминале е прашањето? Толку ли се вешти манипулатори? Јас навистина и се зачудив кога имаше сега во март оваа година предлог да се измени законот за полиција во однос на тоа кога некој што е полициски службеник и носи оружје, доколку изврши семено насилство, да не подлежи на некоја психолошка и психијатриска помош и да му се одземе оружјето. Не сум сигурна дали е усвоено тоа, бидејќи доскоро, значи до тој предлог, тоа беше предлог, значи во март оваа година беше даден предлог да се избрише тоа како дел од законот, дека доколку има пријава само, не дека е веќе пресуда донесена, доколку има само пријава, дека веќе лицето покажало нешто што е ризично во однос на неговата служба и носење на оружје. Не сум сигурна дали е усвоен тој закон, но од каде предлогот? Да ги искористиме овие последните минути кога зборуваме сега, општо сега зборуваме. Јас мислам дека ја опативме оваа тема за насилството, агресивното родителство и од каде доаѓа причинителите, кои се и така натаму. Меѓутоа и психопатската структура тука е во знак прашалник. За жал тука, бидејќи не ви одговорив на прашањето, не може да се работи многу психотераписки во смисла да се промени карактерната структура или едноставно тоа е како едно дрво кое е растело, една гранка се скршила и таа заздравела, пораснала, ама е скршена. И то не се поправа. Може само со некои санкции, со институции, па некако да се става колку толку во колосек, но не да се поправи. Што значи дека токму за ваквите насилници се знае каде треба да им биде местото и тоа долги години според ова што го кажувате, затоа што тешко е да е со нив да се најде било какво решение од ваша страна како психијатри и така натаму со лекување, како што беше и случајот во соседна Србија со ученикот Коста Кецмановиќ, кој дури и психијатрите таму веќе не знаат што со него и како понатака, затоа што се работи сепак за 14 годишно дете, но тука мораме да подвлечеме и да кажеме дека сепак тој покажал знаци на чудно, да кажам, под наводници, однесување, спиење во положба како ембрион, кога биле на екскурзија, не испружен на кревет. Значи, има некои знаци или пак некоја разлика од останатите деца, не се однесувал како што се однесувале неговите врсници и така натаму. Меѓутоа, за жал немаме време, ќе имаме секако повторно да ни бидете гостин и кажавме ако се пушти на пример и после толку години, дали може да го повтори делото? Многу често го повторува. Тоа е тоа што сакав да го слушнам. Значи за такви и самиот вели јас сум психопат, значи за психопатите местото само во затворена институција со долгогодишно лекување или да се стават под некаква контрола за да и самите себе не си наштетуваат или околу нив тие што се луѓето. Би било на штета на државата ако само ги чуваме затворени, некако да се најде некоја функционална структура и за нив. Сепак и тие се луѓе и да не бидеме како нив дека само мора така, него кога би имале чувство дека сепак и тој е човек кој може да малку научи но со долгогодишна работа. Секако мора да се работи во однос на тоа како функционира, каде функционира, кога доаѓа до такво однесување агресивно. Но длабоко во личноста да се навлезе, значи според това што го кажувам. Малку барем изолација каде што да се запре, да застане малку. Така.
Ова ќе биде исто и апел до сите оние кои што во моментот не пријавиле, а сте жртви на семејно насилство, да си го пријават, затоа што сега еве институциите како реагираат. Многу ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма.